Ви благодарам, подпредседателе. Почитувана јавност, денес ќе поставам две пратенички прашања. Едното до министерката за образование и наука Весна Јаневска и едно до заменик министерот за енергетика Лабудовиќ. Денес ќе зборувам со документи, со броеви на службени весници, со конкретни докази во однос на прашањето за образованието, низ кои што ќе видиме како Министерството за образование ги наградува најдобрите наставници. Според она што го имаме како информација, но и како факти, процесот за стекнување звање наставник-ментор и наставник-советник во основното и средното образование е административен лавиринт дизајниран за партиски награди или елиминација, како сакате, и системско понижување на македонскиот наставник. Министерке, постои едно златно правило, кое што вели правилата не се менуваат кога надпреварот е веќе почнат. Но најверојатно за вас и за Министерството за образование ова не важи. Ајде да ја видиме хронологијата. На 30 јуни 2025 година вие го донесовте првиот правилник за начинот на следење и вреднување на работата на наставниците. На основа на тој правилник го објавивте јавниот повик во летото 2025 година. Наставниците, верувајќи во државата, односно во Министерството за образование, и во процедурите пропишани во законот, почнаа да ги подготвуваат своите досиеа, да плаќаат за сертификати и да ги подготвуваат своите трудови како докази. Но тогаш почнува инженерингот на МОН. На 26 декември 2025 година вие носите измена на правилникот. Со еден подпис рокот за работата на комисиите го дуплиравте од 30 на 60 работни дена. Зошто? Дали вашите комисии се толку нестручни што не може да ги прегледа документите, или ви треба дополнителни 2 месеци, а најверојатно и повеќе, за партиско креирање на ранг листите? За информација, од 11 декември вашите комисии веќе беа на терен и ги оценуваа кандидатите. Ве прашувам како може да се оценуваат наставниците од 11 декември, а на 26 декември да го менувате правилникот по кој што работат комисиите. Со истата таа измена воведовте нечуен преседан, овозможувавте наставникот да може да биде оценуван и во друго училиште, а не во на кој што работи. Ве прашувам каков е овој образовен туризам. Зошто некои наставници беа оценети во своите училишта, со своите ученици, со своите ресурси, во своите училници, а други кои што имаа помалку среќа, беа праќани во други градови, пред други ученици кои што за прв пат ги среќаваат и во училници во кои што за прв пат влегуваат. Ако го погледнеме правилникот од 23 јули 2025 објавен во службен весник број 148, во член 3 вие предвидувате во комисијата да има представники на ЗЕЛС. Сега ме интересира што разбира еден општински административец за методиката на настава. Како може чиновник од локалната самоуправа да оценува меѓународни научни трудови презентирани на конференции во странство? Каде беше јавниот повик за овие комисии и пропишаните критериуми за истите? Или тие само се користат за да може да ги инфилтрираат послушните кадри, користејќи ја моќта дека може да бодуваат и со тоа да влијаат на ранг листата? Министерке, истиот правилник предвидува во секоја комисија да има представник од репрезентативниот синдикат. Ве прашувам, знаете ли дека ви се откажуваат овие представници, од кога ќе се гледаат во какви услови, со какви притисоци и барања треба да работат и оценуваат? Зарем тоа не е аларм дека нешто не е во ред? Очекувам дека синдикатот ќе се одважи, ќе одолее на притисокот и ќе реагира во интерес на правата на наставниците. Министерке, ќе ви кажам уште неколку примери за некои апсурди. За наставниците од средните училишта кои што беа избрани на конкурс на МОН за обука која што беше реализирана во соработка со Брейнстер Академијата. За ова обука тие се пријавуваа во август 2025 година, беа избрани само 200 наставници по пат на тестирање. МОН, односно државата, на тој начин ги селектираше, државата гарантираше на тој начин за нивниот квалитет. И сега,
кога аплицираат за наставници ментори, вашата комисија вели овој сертификат не го признаваме. Како е можно со една рака да подпишувате за вакви обуки, а со друга да им ги фрлате сертификатите на наставниците во корпа? Дали свесно се замајуваат наставниците да трошат време на проекти за кои што вашите комисии ќе ги обезвреднат? Понатаму во правилникот, во прилог 1, точка 6.4, децидно пишува дека меѓународен медал носи поени. Како тогаш е можно меѓународниот надпревар математика без граници, за кој лично вие доделувате награда и на учениците и на менторите, вашите комисии да ги оценуваат со 0 поени? Како може надпреварот Кенгур за едни комисии да вреди, да биде бодуван, а за други да е 0? Дали секоја комисија има своји правила кои што се посилни од законот и правилниците кои вие ги подпишавте? Понатаму, зошто ги оценувате со 0 сертификатите на светските гиганти како Microsoft? Наставниците приватно со собствени средства се доедуцираат на овие платформи за да бидат во чекор со новите трендови во образование, а вашите комисии, кои веројатно не знаат некои членови од нив ниту да ги отворат тие платформи, им ги поништуваат овие докази. Знаете ли дека со 0 поени некои од вашите комисии ги бодираат и конференциите, и домашните и меѓународните, за кои наставниците плаќаат од собствен джеб, за да слушнат нешто ново и да ги представат пред своите колеги трудовите кои што ги напишале? На врвот на нетранспарентноста дојдовме во овој крајен период. На официјалниот сајт Кариерно напредување на наставниците, каде што наставниците ги прикачуваат доказите, а центрите за развој на средното стручно образование, БРУ училиштата, своите оценки, дел од наставниците добија пристап и можеа да ги видат своите резултати, односно бодовите, дел од нив не можеа. Но најнаш на 12 март бодовите беа скриени. Министерке, зошто ги сокривте бодовите на 12 март, ако се уште трае оценувањето? Дали затоа што некои наставници видоа дека се оштетени и почнаа да реагираат? Како може во иста постапка едни наставници да се ги знаат поените, а други не? Ова е директна дискриминација. Вие свесно создавате нееднаквост помеѓу кандидатите од исти училишта или кандидати од различни училишта. Што се плашите дека ќе видат на сајтот? Затоа ви го поставувам прашањето. Дали ќе реагирате на целиот овој процес во кој што правилата се менуваат и не важат исто за сите комисии? Дали во текот на самата евалуација ќе видите какви пропусти се направени, ќе направите целосна ревизија на бодирањето, за да може сите наставници да си ги реализираат своите права и навистина да биде ценет трудот на наставникот. Второто прашање се однесува на заменик министерот Лабудовиќ, а е околу проблемот поврзан со последниот настан во рек Битола. Имаме информации, тоа веќе и нели јавно се споделени информации, дека во рек Битола поголем број на работници се жртви на масовно труење, кој се случило во кујната на рек Битола. Инспекцијските служби на АХВ, како и други надлежни институции, излегле на терен. Наредено било воредно чистење на кујната и воредни санитарни прегледи на вработените. Со бројките се калкулира, раководството најпрво велеше дека се од 5 до 6 работника затруени, да вчера слушнавме дека се 80-тина, а денес да слушаме дека веќе бројката се искачува и на троцифрена бројка на заболени работници. Заменик министра, жалам што министерката не е овде да одговори, но еве и вие го имате тоа право. Кој е одговорен за оваа ситуација? И дали ќе превземете нешто нели согласно законот и да бидат навистина казнети оние кои што го доведоа рек Битола во една ваква сериозна ситуација? Ви благодарам.